Пропусти на системот, силни врски во судот или незнаење на судијката Даниела Алексовска-Стојановска, која е причината што девијантниот Васил Јованов судот го истретира како помлад полнолетник со наполнети 20 години и го прати во воспитен дом наместо за дрешетки поради пакување и продавање на дрога. Дел од правната фила се зачудени од терминот помлад полнолетник, а речиси ниту еден адвокат досега не сретнал вакво нешто. Поранешниот министр за правда Михајло Маневски вели дека во случајот очигледно е дека се затешкувала постапката и се прогледувало низ прсти со цел Јованов да избегне притвор. Мислам дека во конкретниот случај се работи за една тотално погрешна судска одлука. Во конкретниот случај се работи за сторител на кривично дело кој што е полнолетен и кој што сторил доста тешки кривични дела, нели тоа се кривични дела неовластено производство и пуштање во промет на опојни дроги и психотропни субстанци. Спрема тоа, имајќи во предвид и личноста на обвинетиот, имајќи во предвид тежината на кривичните дела, имајќи во предвид неговото поранешно поведение, очигледно е дека судот не ги почитува околностите во врска со тоа каква казна треба да се изрече. Во случајот, ама апсолутно баш немало никаков основ за изрекување на заводска мерка. Во воспитни домови обично се праќаат деца кои потекнуваат од дисфункционални семејства, деца без родители и растени на улица. Маневски вели дека Јованов потекнува од ситуирано семејство од кое добил и возило, а немал ниту возачка дозвола. Според него, трагедијата што се случи со младата дизајнерка од Неготино е последицата од невоспитувањето на возачот. Обично тоа се тие деца за кои се изрекува ваква заводска мерка, кои што се запуштени, кои што потекнуваат од асоцијални семејства и така насаму. У конкретниот случај не се работи за таков сторител на кривично дело. У конкретниот случај се работи за сторител на кривично дело кој што живее и се развива во една социјална средина, меѓутоа се оддал на вршење незаконити действија. Мислите тие 18-19 години да се занимава со трговија со дрога и да го упатите во заводска мерка, да се укине притворот и да биде пуштен на слобода. Па мислам дека тоа е тотална погрешна судска одлука. Гневот кај граѓаните за приказувањето на 22 годишната Фросина Кулакова на пешачкиот преминка универзална и денеска не стивнува. На социјалните мрежи се шири петиција подпишана над 12.000 луѓе кои бараат доживотен затвор за 20 годишниот Васил Јованов. На 29 јануари, 15 минути пред полноќ, тој возел пијан и без возачка дозвола, со огромна брзина и поминал на црвено. Од ударот на лице место ја усмрти младата дизајнерка. Граѓаните на вчерашниот протест бараа одговорност од судскиот систем и најстрога казна за возачот. Со перформанс на крвави раце пред кривичниот суд, побараа судиката што го ослободи Јованов за дрога да понесе одговорност. Се протестираше и пред собранието. Протестот почна на пешачкиот преминка универзална, каде животот го загуби Фросина Кулакова. Голем број граѓани во редици чекаат да положат свеќе и свеки на местото каде е најдено нејзиното тело по ударот од Пежото на Јованов.